Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, кога ќе прашаат граѓаните, земјоделците, почитувани земјоделци, зошто поднесовме интерпелација, еве буквално сега се покаже пред македонската јавност зошто СРСМ поднесла интерпелација за овој неспособен и катастрофален министер и арогантен министер за земјоделие, кој што излезе тука да зборува се освен за неговото двегодишно катастрофално владење во неговото министерство. Пред нас овде, почитувани колеги, не е интерпелација само заради него, туку интерпелација во која што ги осликува катастрофалните состојби во овие 2 години кои што ги направи Цветан Трипуновски и неговиот ментор Христијан Мицковски. Цветан Трипуновски заедно со неговата криминална свита во неговото министерство направија пустош во земјоделието и затоа ние пред македонските граѓани имавме обврска да понесеме интерпелација, затоа што голем дел од вас кои што седите тука подсвесно ја поддржувате таа интерпелација. Она кое што гледаме овие 2 години, наместо реформи добивме скандали, наместо европски фондови, суспендиран ИПАРТ, наместо поддршка за земјоделците добивме понижување на земјоделците. И затоа ова не е само интерпелација за Цветан Трипуновски, ова е интерпелација и за политиките на Христијан Мицковски и ВМРО-ДПМНЕ. Бидејќи кога во 2 најважни институции во земјоделството избираат корупцијски афери, тоа не е случајност. Тоа е системски проблем. Еден директор е фатен како прима подкуп од 100.000 евра, кај него се пронајдени 50.000 евра во кеш. Друг директор е фатен како бара подкуп од 50.000 евра за доделување средства со ИПАРТ. Тоа не се изолирани случаеви. Тоа се скандали кои потресуваат државата. Тоа се скандали кои уништија довербата на земјоделците во институциите. Ваши директори, ваш избор, ваша одговорност. А последиците ги плаќаат земјоделците. Поради корупција и хаос во системот денес се суспендиран ИПАРТ 3. Блокирани се 128 милиони евра европски средства. Во неизвестност се инвестиции од околу 130 милиони евра. Стотици проекти се доведени во прашање, десетици компании не знаат дали ќе ги добијат средствата што им следуваат. Земјоделците кои веќе инвестирале собствени средства и земале кредити денес не знаат дали нивните инвестиции ќе преживеат. Македонија од лидер во регионот стана пример за институционален хаос. Тоа е резултатот од вашето владење. Господине Трипуновски, кога се блокираат 128 милиони евра европски средства, некој мора да одговара. Кога стотици инвестиции се загрозени, некој мора да одговара. Кога земјоделците губат довербата во институциите, некој мора да одговара. А таа одговорност не завршува само кај службениците, не завршува само кај директорите, тоа мора да стигне до министерот, а очигледно стигнува и до премиерот. Почитувани, но ако има луѓе кои најмногу ја почувствува неспособноста на оваа власт, тоа се тутунопроизводителите од Прилеп и Пелагонија. Тутунарите не бараат милост, господине Трипуновски, не бараат привилегии, бараат почит, бараат фер услови, бараат државата да стои за нив. Вие, министри, обеќавте брда и долини реформи во земјоделието пред избори. А што добијаат тутунопроизводителите? Намалување субвенциите за тутун од 100 на 80 денари. Вие, министри, кога бевте во опозиција, барате 160 денари да биде субвенцијата по килограм откупен тутун. И вие ги лажете тутунарите ќе ја зголемите субвенцијата кога ќе дојдете на власт за 100%. И сега што направивте и ја намаливте? Ги излажавте над 14.000 семејства дека ќе им исплатите субвенцијата до април и потоа ми рековте до мај, 10 месецијата на јуни, ништо од таа работа. Прашањето остано, каде се парите за тутунарите? И зошто се уште ги лажете? Земјоделците не можат со ветување, со лаги да купат нафта, не можат со пресконференции да купат репроматеријали, не можат со изговори да ги платат кредитите. Од вас не бараат услуга, тие бараат да им се исплати тоа што законски им следува. Каде е тука достоинствениот живот на земјоделците? Од работоспособен народ вие секојдневно ги понижувате и уништувате. Тутунопроизводителите со месеци ги чекаат субвенциите, а во меѓувреме се дрзнавте на дел од тутунарите и бараате веќе да дадете средства да ги вратите назад. Тоа е срамота, господине Трипуновски. Тоа е распад на системот. Тоа е односот на оваа власт кон луѓето кои со генерации го одржуваат македонското тутуно производство. Прилеп и Пелагонија не заслужуваат ваков катастрофален третман од ваша страна. Тутунарите заслужуваат да бидат третирани само како статистика. Тие се столбот на македонското земјоделие. Но проблемите не завршуваат само со тутуно производството и тутунот. Вие ветувате повеќе пари за земјоделците, ветувате 180 милиони евра годишни субвенции. Но реалноста е поинаква. Буџетот за субвенции го намаливте. Во 2025 година намале од 7,2 на 6,8 милиони денари. Во 2026 година дополнително паѓа на 6,1 милиарди денари. За само 2 години буџетот го намаливте за субвенции од 1 милиарда денари.
Владата секој ден зборува дека Македонија е меѓу 5 најбрзо растечки економии во Европа. Ако е тоа точно, тогаш каде се парите за земјоделците? Каде се субвенциите за тутунарите? Каде се субвенциите за млекарите, сточарите, пчеларите и така натаму и така натаму? Тоа се фактите. А фактите не може да се откријат со пресконференции. Субвенциите за крави ги намалите од 12 на 18.000 денари. Субвенциите по хектар ги намалите од 18 на 13.000 денари. Поведовте построги критериуми. Го туравте малиот земјоделец од системот. Со онак кој што го направивте, го гледа народот. Народ ќе каже, на богатите ги правите уште побогати, а сиромашните уште посиромашни. Им земате на малите за да им дадете на големите, што значи министре системот го кроите само за крупните. Додека за обичниот земјоделец ништо. Тоа не е земјоделска политика, тоа е политика на неправда. Почитувани колеги, да ги погледнеме лозарите. На винариите давте дополнителна поддршка, но лозарите добија дополнителна поддршка од 3 денари. Наместо рекордна откупна цена за 8%, винариите им го купија пониско грозието. За жал, кај лозарите се повеќе преовладува чувството дека важи народната поговорка секое чудо за 3 дена. Неколку дена се зборува за рекордни цени, помош и поддршка, а кога ќе дојде моментот на откуп, лозарите повторно стануваат последни и ја плаќаат цената на неуспешните политики. Оризо производителите ги донесовте на питачки стап. Површините подори се намалуваат, луѓето се откажуваат од производство на државата, нема решение. Сточарите, како една од гранките која што е најмалку заштитена во целиот систем. Сточарите кои што работат цела година, нивниот труд никаде не се вреднува. Млекарите, катастрофална состојба со млекопроизводителите. Со месеци слушаме за најден стабилен откуп и стабилни откупни цени, во момент не гледаме ништо. Освен од тоа дека млекото од 34 се откупува за 24 денари. Дополнително загрижува фактот што гледаме дека во последен период излезе состојба за катастрофална состојба со млечните производи. Пшеницата се откупува од 9 до 12 денари, а производствена цена е 20 денари. Земјоделците произведуваат со загуба и тоа е најстрашната слика за македонското земјоделство денес. Почитувани, оваа власт ветуваше земјоделска преодба, но по 2 години гледаме само скандали, гледаме корупција, гледаме блокирани европски средства. Гледаме намалени субвенции, гледаме уништена доверба, гледаме незадоволни земјоделци. Гледаме пропаднати ветувања. И затоа денес оваа интерпелација е повеќе од оправдана. Таа е неопходна, бидејќи ако нема политичка одговорност за 120 милиони евра блокирани европски средства, тогаш за што ќе има, почитувани колеги? Ако нема политичка одговорност за корупција и за грабеж на институциите на директорите, тогаш за што ќе има? Ако нема политичка одговорност за состојбата во земјоделството, тогаш за што ќе има? Затоа денес испраќаме порака до сите земјоделци, до тутунарите од Прилеп, до земјоделците од Пелагонија, до лозарите од Тиквешијата, до оризопроизводителите од Кочанско, до сточарите од цела Македонија. Почитувани земјоделци, секојдневно со ваша комуникација го слушаме вашиот глас. Го гледаме вашиот труд, ја гледаме вашата секојдневна мака. И нема да молчиме кога вашата мака се претвора во туѓ профит. Нема да молчиме кога корупцијата ги јаде парите на земјоделците. Нема да молчиме кога неспособноста ја уништува иднината на македонското село. Во име на земјоделците, во име на тутунарите, во име на Прилеп, во име на Пелагонија и во име на сите граѓани кои очекуваат одговорност, сакам тука од оваа македонска говорница од Домот на демократијата, господине Трипуновски, ви поставам едно прашање. Дали после пустошот, кој што го направивте лично вие, заедно со вашата криминална свита и она предизборна лага која што ме продававте на земјоделците, конечно тука, во ова македонско собрание, тука пред овие народни избраници кои што вас ве избрале, ќе соберете храброст да си понесете вие, не од повикле оставка, не собранието да ве разрешува, не тоа дека тој прв му сте на Христијан Мицкоски да ве разреши. Лично, од ваша страна, тука, дали во ова македонско собрание, конечно ќе се одважите да си понесете неотповиклива оставка. Благодарам.